Катастрофални поплави во регионот, додека Босна и Херцеговина трага по исчезнатите. Црна Гора вклучи црвен метеоаларм, а Хрватска презема вонредни мерки. Врнежи ќе има и на цела територија на Македонија, но тука нема да падне толкава количина дожд, вели засител хидрологот Угрински. Според најавите, пообилни врнежи ќе има во западните делови, каде се очекуваат до 40 литри на метар квадратен дожд. Овие слики што се случуваат во соседството во Босна и Херцеговина, како што кажавте, не мислам дека ќе се пресликаат на нашата територија, затоа што сепак таму станува збор за многу поголеми количини на врнежи и многу поголема активност на тој циклон, додека во нашата земја доаѓа во многу поувлажена форма со многу помали количини на врнежи. Кај поголемите реки нема опасност од изливање на водата, смета Угрински. Ако врнежите се интензивни на мали територии за кратко време, можни се локални изливања на помалите водотеци и суводолици во крајните западни и северозападни делови од државата. Проблеми не се исклучуваат и во градските средини. Ваквиот тип на врнежи, доколку не би било порано интензивни, може да представуваат и проблем во дел од градските урбани средини, пред се тука мислам на Тетово, Скопје, Куманово, Струга, Гостивар, Девар, тој крајен западен дел од земјата, каде што поради неможноста за одведување на атмосферската вода, поради таквиот карактер на врнежите кои настануваат за многу брзо време и со голем интензитет, може да се случи и несакани појави на течење на вода по градските улици како резултат за почување на таа атмосферска канализација инсталирана по градските урбани средини. Министерот за земјоделие рече дека се активирани сите достапни ресурси за чистење на речните корита. Ставени се во функција сите расположливи средства и се чистат, односно се прави план за чистење сите критични точки на Република Македонија, односно на речните корита кои што се низ годините за жал не исчистени и мораме сега вака интервентно да делуваме. Ја следиме состојбата и во делот на тоа што значи идни врнежи во временската прогноза и она што значи критични точки се со цел да превенираме некаква штета во однос на ова прашање. Стабилизација на времето се очекува од понеделник. Мартин Арсов, Сител телевизија.